како тешкотиите, испитанијата, како страдањата да станат фактор за растеж во нашиот живот. Тешка, но многу важна лекција. Не само што е важна, туку е неопходна да ја научиме, зашто е лекција со која неизбежно ќе се соочуваме во животот. Страдањата, тешкотиите се неминовни. Колку и да проповедаат просперитетните христијани дека верниците не се соочуваат со страдања, со маки, реалноста покажува дека во овој свет несовршен и поразен од гревот, страдањата се неминовни. Овие наши тела слабеат секојдневно, се поблизу се до физичката смрт и неминовно болката доаѓа во овие тела. Порано или подоцна, таа ќе дојде. И не само преку физичките тела, болката и страдањата доаѓаат во секојдневниот живот преку се останато. Тие може да дојдат како финансиски проблеми, може да дојдат како проблеми меѓу луѓето, може да дојдат како проблеми во семејството, може да дојдат како депресија и многу други грижи. На еден или друг начин страдањата доаѓаат и тие се реалност. Прашањето е или проблемот со кој се соочуваме како да се справуваме со нив. Бидејќи страдањата може да бидат фактор кој ќе не оддалечи од Бог, но може да бидат и фактор кој ќе не приближи до Бог. Може да не смачкат, но може и да не заекнат. Се зависи од тоа како ги третираме или како ги се однесуваме кон нив. И апостол Петар во овој заклучен дел, во центарот на овој заклучен дел од 6 до 14 стих, говори за страдањата. Говори за страдањата со кои се соочуваат сите браќа во светот. Сите имаме едни исти страдања. И целта за страдањата, за сите браќи и сестри во светот и за нас е една и иста. Да ги употребиме како фактор, како средство кое ќе не укрепи во верата. Во она позната проповед, беседа всушност или парабола на Господ Исус за почвите, за 4 почви, во кој самиот Господ Исус вели дека се метафори различните почви за различните реакции на човечкото срце кон Словото, кон Евангелието. Во 2 од 3 почви кои не го дадоа очекуваниот резултат, причината за тоа беа страдањата. Животните страдања, животните проблеми. Втората почва се кејат она камениста која вели Господ Исус Христос, а е таква зашто опишува христијани кои со радост го прифаќаат Евангелието, но не пушта нивната вера корен. И кога ќе дојде сонцето, тоест кога ќе дојдат првите грижи, отпаѓаат од верата. Грижите, страдањата. Третата почва или вториот случај во кој што страдањата се исто така причина, фактор, е она трнливата почва која опишува Господ Исус Христос. Тоест, луѓето кои со радост го прифаќаат Евангелието, верата фаќа почва во нивниот живот, но во еден момент поради, повторно тој вели, трните кои го заглушуваат семето, а кои се страдење или задоволства, не дава очекуван резултат, тоест не дава плод за вечен живот. Гледаме дека во 50% од случаевите, според оваа парабола, отпаѓањето од верата е поради страдањата. Бидејќи луѓето не ги прифатиле на правилен начин страдањата во нивниот живот и не ги употребиле на начин на кој што ќе придонесат верата да заекне. И затоа едни исти околности, велиме се искушенија, испитанија. Можат да ја заекнат верата, но можат и да не отрегнат. Можат да придонесат за духовен растеж, но може да не ослабат. И во овој текст апостол Петар ни дава заклучни некои заклучни реченици, заклучна стратегија за тоа, заклучни мисли тоа како страдањата за кое зборуваше од целото послание да ги употребиме за растеж, за зајакнување на верата. И можеме да видиме неколку акценти тој поставува во овој текст.
дека прво за да може во страдањата да јакнеме во верата, треба да се понизуваме пред Бог. И тоа не е доволно, понизувајќи се пред Бог или вклучувајќи го Бог како сојузник во животот, противете се на ѓаволот. Бидете будни и трезвени и противете му се на ѓаволот. И понатаму продолжува со една друга мисла, поставете го животот во правилна перспектива. Тоест, имајте во предвид вистинската цел што Бог има во страдањата, а тоа е да ве укрепи, да ве усоврши, да ве направи стабилни во животот. И на крајот, еден заклучен збор за целото послание. Се што напишав, вели апостол Петар, е да ве покажам вистинската благодат и да живеете цврсто во вистинската благодат. И за да разберем вистинската благодат, треба да го имаме во предвид целото послание. Вистинска благодат која значи живот со Божјата сила, но и живот во покорност на Бог. Зашто, за разлика од вистинската благодат, она изопачената води кон развратен живот. Јуда пише, за да ќе кажеме нешто на крајот. За да можеме во страдањата, во животот на верата да растеме, неопходно е постојано живот во светост и праведност. Благодатта не поттикнува во живот на светост и праведност. Како пилигрими во овој живот, како тугинци, патешественици во овој свет, ние треба да дадеме пример како живот со поинакви стандарди, живот со стандардите кои што Бог во Божјото царство ни ги нуди. Живот во светост и праведност. Тоа беше основната мисла, понизност пред Бог, спротивставување на сатаната, поставување во правилна перспектива на грижите и на крајот живот како Христово тело, цврсто во вистинската благодат. Првото нешто, за да растеме во страдањата, треба да се понизуваме пред Бог. Ако не се понизуваме пред Бог, во страдањата не само што нема да устоиме, ќе отпаднеме. За да можеме да издржиме, првото и важното е понизувањето пред Бог. Понизете се под крепката рака Божја, за да ве подигне кога ќе ве дојде времето. И овој стих оди заедно со следниот. Што значи да се понизиме пред Бог? Тоа значи сите грижи да ги префрлиме нему. Овој 6 стих следува после 5-тиот. Нормално, нели, математички, а во 5-тиот стих пишуваше: Господ или Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Контекстот беше црквата. За да расте црквата во животот во Бог, водачите треба да ја водат според принципите што ги дава, верниците да ги следат водачите, а сите заедно да живеат во понизност пред Бог. И овој 5-тиот стих е и мост кон оваа целина од 6-тиот до 14-тиот стих. За да устоиме на страдањата и да растеме во страдањата, потребно да се понизуваме пред Бог. Нема да можеме да устоиме во страдањата ако го немаме Бог како сојузник. Значи, кои се горделивите се противници на Бог. Бог се противи на горделивите. Бог не е сојузник на горделивите. Бог е во војна со горделивите. И сега, представете си ситуација на страдање. Како би победиле во таа ситуација ако го имаме и Бог како противник? За да устоиме, потребно е да биде Бог на наша страна, наш сојузник. А Бог ќе биде наш сојузник ако се понизуваме. Зашто Бог дава благодат или Бог е сојузник, дава помош, посебна помош на понизните. За да устоиме во тешкотиите, потребно е да го вклучиме Бог како сојузник во нашиот живот. Тоест, да се смириме пред Него, да се понизиме. И Тој ги даде благодат. И тоа што со Божјата помош живееме во тие страдања, во тие тешкотии. И овдека еден специфичен збор употребува апостол Петар, кај нас преведен како загрижености,
а во другите текстови како грижи. Всушност, вистинскиот збор е меримна, кој значи зашеметување или расејување, побаркување. Тоа е вистинското значење на зборот. Зашто тоа прават страдањата во животот. Страдањата не зашеметуваат и не можеме трезвено да размислуваме. Следниот стих, 8 стих, говори за трезвеност и будност. Човек кој е обременет од грижи не може трезвено да размислува. Страдањата ги одвлекуваат мислите од оние продуктивни цели што Бог ни ги поставува во животот. Кога човек е обременет од грижи, тој не мисли на ништо друго освен на грижите. Во неговата глава има само еден канал и неговиот мозок прима само едни сигнали, сигналите на грижите. Во комунистичка Германија, источна Германија, која граничила со западна Германија и оние делови кои граничеле, режимот ставал блокатори на телевизиските и радиостаниците од западна Германија, да не може сигналот да стигнува во источна Германија. За да луѓето да не гледат телевизија, бидејќи имале само еден телевизиски, еден радиоканал, а во западна Германија имало многу канали, за да не гледат телевизија од западна Германија и пропаганда капиталистичка, нели така викале во тоа време, имало блокатори. И луѓето можеле да гледат само еден канал, оној што бил проверен од режимот. Тоа го прават и грижите во нашите мисли, во нашиот ум. Блокираат се друго и мислиме само на едно нешто. И не можеме и дури правилно да размислуваме. Затоа вели апостол Петар, прво и основно, треба да се справите со грижите. А ќе се справите со грижите така што ќе ги префрлите на Бог. Тој да се грижи за нас. А за да ги префрлиме грижите на Бог, треба да се понизиме. Зошто не ги префрлуваме грижите на Бог? Кој е проблемот? Што лежи во основата, така да кажеме, на загриженоста или на грижите? Во основата на грижите лежи гордоста на човекот. Ние избираме да се товариме со грижи, зашто ние сметаме дека на подобар начин, на поефикасен начин, ќе се справиме со грижите отколку Бог. Кога доаѓаат проблемите, што правиме? Почнуваме да кроиме стратегии и бараме начини како да излеземе од ситуацијата. И на крајот, кога сите стратегии ќе не пропаднат, одиме кај Бог и го молиме за помош. И нему му ги предаваме грижите. Кој е коренот на проблемот? Не се доверуваме на Бог. Сметаме дека ние поефикасно ќе го решиме проблемот. Ако го земеме проблемот во наши раце, тоа сме посигурни. Не веруваме дека Бог навистина може да се справи ефикасно, ако не му го предадеме. И тоа е основата. И кога ние го решаваме проблемот, ние решаваме да се справуваме со проблемот, тоаш ние се издигаме, а го понизуваме Бог. Понизете се пред Бог. Предајте му го проблемот, доверете се, признајте дека тој е семоќен, дека тој може да се справи со проблемот. И тогаш префрлете му го нему. Збор што префрлете значи буквално да ги фрлиш од себе, да ги симнеш и да му ги фрлиш некому, тој да ги носи. Тоа е буквалното значење. Меѓутоа ние сме арогантни, сакаме да бидеме арогантни, сакаме ние да ги решаваме проблемите, зашто ние подобро ги решаваме од Бог. И ние буткаме, туркаме, се бориме и заглавуваме. И тонеме во грижите. Знаете, тоа е како иста ситуација како да се наоѓаме на брод кој ќе влезе во бури, немаме никакви познавања од морепловството, но за среќа има добар капетан кој милион пати се справува со такви ситуации. И сега на таква состојба, представете си да отидете кај капетанот и да почнете да му дават, да му солите памет. Како да го излече бродот, што да прави. Дури, врвот на ароганцијата би бил кога би му го зеле кормилото од раците, ние да го управуваме бродот. Најразумната постапка би била кога би се смириле
Тоест, би се довериле целосно на способностите на човекот кој многу пати досега се справувал со таа ситуација. И со таква поставка всушност ние го издигаме способниот, оној кој знае како да се справи. И признаваме дека ние не сме способни. Признаваме дека не можеме. Дека тој е поголем од нас и може повеќе од нас. Контекстот е грижите на текстот. Страдањата е контекстот. Да се понисиме пред Бог значи да му ги предадеме страдањата, зашто веруваме дека тој е суверен Бог, кој контролира секоја ситуација, и тој е Бог полн со грижа и љубов, кој ја создава ситуацијата за наше добро. И пак ќе кажам, нашиот проблем, и тоа понатаму се покажува, нели, со непријателот, откривањето на карактеристиките на непријателот. Тој е противник и клеветник, тој е ѓавол. Што прави тој? И кој е всушност нашиот проблем? Посебно во страдањата, ние го ставаме под съмневање Божиот суверенитет. Па ако има страдања, кај е Бог? Ако Бог е семокен, зошто дозволува такви тешкоти во мојот живот? Штом има такви проблеми, тогаш може би Бог не е семокен, не е суверен Бог. Тој може би не контролира се. Или пак ако е суверен и ако контролира се, тогаш може би не е добар. Може би е Бог кој сака да измачува луѓе. Што се сомнежите кои се јавуваат во страдањата? Затоа, бидејќи има такви сомнежи, ние да ги земеме проблемите во наши раце и ние да ги решаваме. И тогаш пак доаѓа товарењето, доаѓа збунетоста, расилувањето, конфузијата во животот. Најдобро е во такви ситуации да ги предаваме, да се смириме, да веруваме дека тој е суверениот Бог, кој е полн со грижа кон нас и секоја ситуација под негова контрола за остварување на целите за кој понатаму апостол Петар пишува на крајот, во заклучекот. Еден добар совет дава Ф.Б. Меер, кој вели: со грижите треба да правиме како со гревовите. Како што доаѓаат во животот, така да ги префрлуваме на Исус Христос. Како што доаѓа гревот, така треба веднаш да се ослободуваме и да го предаваме на Христос. Исто и со грижите. Како што доаѓаат, веднаш да се ослободуваме и да ги префрлуваме на Бог. Тоа е добриот начин. Значи, прво почнува апостол Петар со понизувањето пред Бог, така што ги предаваме грижите нему. Понатаму, откако го кажува тоа, може би очекувале да рече: сега откако ги префрливте грижите, живејте спокојно, уживајте, има кој да се грижи за вас. Не, апостол Петар продолжи и вели: ето сега започнува војната. Откако сте ги префрлиле грижите на Бог, откако сте се понизиле и тој ви дава сега благодат, бидејќи сте понизни, сега треба да се спротивставите на некого. Прво, вели, понизете се, тоа е сојузете се со Бог, за да можете да се спротивставите на противникот, на ѓаволот. И тука има логичен редослед. Прво, ќе се понизиш, за да може да се спротивставиш. Немојте да се спротивставувате на Бог со тоа што ќе се возгордевате. Туку понизувајте се за да го привлечете Бог како сојузник, за да можете да се спротивставите на ѓаволот. Значи, Бог не смета и не сака да гледа на нас како на неодговорни деца. Тоа е една убава мисла од Џорџ Морисон. Вели, намерата на Бог со тоа што ќе ни ги земе грижите не е да не направи безодговорни, туку да не подготви за вистинската одговорност што имаме. А тоа е правилно да се однесуваме со грижите, земајки го на себе целото Божо оружје и војувајки со злото. И посебно
имајќи во предвид ситуацијата, страдањата или грижите. Посебно сме ранливи од противникот кога сме во тешка ситуација. И посебно во таквите ситуации спротивставувајте се, имајќи го Бог на ваша страна. Сега кога говориме за противникот, овдека е наречен ѓавол и противник, треба да внимаваме на двата екстреми кои обично се појавуваат во христијанството. Едниот е на екстремот на целосно игнорирање на противникот и повеќе од 50% од христијани кои се нарекуваат новородени во западниот свет не веруваат дека постои ѓавол. За нив ѓаволот е само метафора за злото. А од друга страна пак имаме христијани кои го бараат и го ногиат ѓаволот секоја грмушка, како што се вика. И постојано го врзуваат, го ставаат во окови, го гонат и користат еден куп други стратегии за справување со ѓаволот. И така гонат ѓавол кога ќе откаже техниката на богослужба и го бркат демонот на расипување на техниката, кога некој ќе го фати грип, го бркаат демонот на грип и многу други такви демони. Имаше една пријателка во Бугарија, која додека си го закачувала пердето и стоела на радиаторот, паднала од радиаторот и го повикала пасторот да го избрка демонот на радиатор, за да не паѓа повеќе од радиаторот. Што е анимистичка филозофија за светот, светоглед, кој не е вообичаен, кој не е компатибилен со христијанството. Ние не веруваме во суштествување на духовни суштества во секој предмет. Што е крајноста? И постојат, па и кај нас ги има во Македонија, такви христијански групи кои нудат и курсеви како да се гонат демоните и како да се кршат магии. Тоа е основниот курс. А во Библијата не можеме да најдеме ниту еден стих кој не учи како да ги растураме магиите. Ако сме Христови, ако Христос е во нас, тоа е посилен од секое зло. И за мене тоа е доволно за да живеам во сигурност. Како и да е, тоа се екстремите и затоа кога говориме за противникот, не треба нашата представа да добиваме од многуте популарни книги денес кои се напишани за демонологијата, за ѓаволот, туку треба Библијата да си ја читаме, да видиме што Библијата ни открива. А Библијата вели дека ѓаволот е невидлив и мокен непријател. Многу мокен противник. Дури толку мокен што Михаил, архангелот Михаил, кој во Откровение го откриваме како водач на Божјата војска, не се осмели да изрече хулна пресуда кога се расправаше за телото на Мојсей, туку само рече Господ да те спречи. Тоа може да го прочитаме во Јуда 9 стих. Затоа може би е арогантна практиката на некои христијани кои постојано фрлаат заповеди на сатаната, не баре се генерали, а сатаната војник кој исполнува заповеди. Од друга страна има една друга работа, која исто така впечатлива во Словото, а е спротивна на практиката. Јас верувам дека многу малку луѓе имале лична средба со сатаната, лично искуство со сатаната. Ако ја разгледаме целата историја на спасението запишна во Библијата, сатаната го среќаваме неколку пати, зашто тој на крајот на краиштата не е се присутен како Бог. Тој не може да биде секаде во секое време. Тоа е ограничено битие. И во Библијата го среќаваме во Еденската градина, го среќаваме во расказот за Јов, во пустината кога Христос беше искушуван, го среќаваме во оној момент кога Христос, кога откри што го очекува во Ерусалим, а Петар рече нема да дозволиме, и тогаш Бог рече бега од мене сатано. На крстот, во случајот со Ананија и Самфира, раната црква кога тргна и сатаната се вмеше да ја растори црквата, во Откровение го гледаме неколку пати. И тоа е така зашто сатаната действува преку неговата армија.
А денеска има практики, во исто време во 100 цркви го врзуваат сатаната. Тој не може да биде во исто време во 100 цркви. Тој може да биде во еден момент на едно место. И го врзуваат, и секој ден го врзуваат. И тој никако не е врзан. Вчера го врзале и денеска во друг случај повторно го врзуваат. Или нека го врзат еднаш за секогаш, или да престанат со тој театар. Словото ни кажува како се води духовната војна. Во овој текст апостол Петар ни открива. Духовната војна се открива со противење. Додека во однос на Бог има покорување и извршување на она што го бара од нас, во однос на сатаната ние се противиме и откажуваме да го извршиме она што сатаната го бара од нас. Да се понизиме пред Бог значи да ја прифатиме неговата воля и неговото слово. И се што бара од нас да го правиме. Тоа е покорност, тоа е понизувањето пред Бог. А во однос на сатаната што значи противењето? Сето она што го сака сатаната од нас, да го отфрламе. И тоа е вистината. Ако ние се покориме на сатаната, тогаш тој веќе ќе не води кај што сака, преку гревот. И нема потреба да го врзуваме. Тој нас не врзал со гревот и не контролира. Кога ќе решиме да се спротивставиме на сатаната и да извршуваме само Божјата воля, ние сме победили. Јаков вели: противете се на ѓаволот и тој ќе бега од вас. Нема потреба да му заповедаме, нема потреба да го врзуваме. Ако не ја извршуваме волята на сатаната, тој бега од нас. И повеќе не сака да си има работа со нас. Да, тој ќе се обидува, но секогаш кога ќе се противиме да извршуваме неговата воля, ние победуваме. Но посебно сме чувствителни во страдањата, во неволите. Што прави во страдањата сатаната? Тој е наречен противник и ѓавол. Зборот противник овдека е важен. Еве го овдека. Зборот противник значи обвинител во судски процес. Тоа е буквалниот збор. Диадикос, мислам. Антидикос беше, да. Антидикос. Противник во судски процес. А другиот збор пак ѓавол или дјаволос или дјаболос означува клеветник. Некој кој изнесува обвинение против друг и обично те обвиненија се лажни. Во Откровение ѓаволот е наречен клеветник на нашите браќа. Сега, која е суштината овдека на проблемот кој го открива апостол Петар? Која е стратегијата на ѓаволот во страдањата и воопшто? Која е стратегијата на ѓаволот? Таа стратегија откриваме уште во Еденската градина. Тој клевети, тој обвинува. И кого го обвинува? Го обвинува Бог. Во Еденската градина рече: навистина ли Бог така ви рекол? Зарем Бог сака вие да бидете без знаење? Тогаш, зашто ќе ви е ваков Бог? Што прави во страдањата, во маките ѓаволот? Навистина ли Бог е добар? Навистина ли е семокен? Па ако беше таков, ќе го поминевте ли тоа страдање? Зошто тој дозволил, ако беше добар и семокен таква мака? И тој ги клевите нашите браќа, не клевите нас. Тоа што фрла вина и вели: ти си никаков. Ти си виновен за таа ситуација. И твоите греови цел живот ќе те мачат и ти никогаш нема да можеш да го заслужиш Божјото добро. Да, ние не го заслужуваме, по благодат го добиваме, но сатаната е обвинителот кој фрла клевети против Бог и против нас, за да внесе сомнежи и да не отргне од верата. Што значи да му се спротивставиме, да му се противиме? Значи да ги отфрлиме сите тие обвинувања и да останеме во верата дека Бог е семокен, суверен Бог, кој се прави за наше добро поради неговата љубов. Да останеме верни на Бог. И тука е редоследот, повторно да се подсетиме. Прво, понизете се пред Бог, тој е вашиот сојузник, тој ќе ви даде благодат, тогаш може да го облечете Божјото оружје со кое што ќе може да војувате против тие поднебесни сили на темнината. Ако не се понизиме,
пред Бог, нема да можеме да се спротивставиме на ѓаволот. Нема да бидеме силни да се спротивставиме. Отфрлањето на Божјата благодат, тоест откажувањето да се понизиме на Бог, прави да бидеме лесен плен на сатаната и да бидеме зграбчени. Само откако ќе се понизиме и ќе ги префрлиме грижите на Бог, можеме трезвено да размислиме, да бидеме будни. И така почнува делот за противењето на сатаната. Бидете будни и трезвени, зашто имате противник кој обиколува како лав и сака да ве голтне. Ако вие останете натоварени од грижите, може да станете лесен плен на сатаната. Затоа неопходно е, префрлете ги сите грижи, доверете се на Бог, за да може да се спротивставите на неговите напади. За да растеме во страдањата, треба да се доверуваме на Божите намери. Значи, за да растеме во страдањата, кога доаѓа едно страдане, за да биде тоа страдане употребено како фактор за растош, прво е неопходно да се понизиме пред Бог и да го префрлиме страдањето или маката или грижата на Бог. Потоа, за да ги употребиме како фактор страдањата, треба да се спротивставиме на ѓаволот. Инаку ќе отпаднеме. Страдањата ќе не смачкат и ќе не оттргнат од вистинскиот пат. Ќе отпаднеме од верата. За да не се случи тоа, треба да се противиме на ѓаволот. Доаѓаат искушенија, доаѓаат маки, сомнежи, филозофии секакви во светот има, кои не разбедуваат во верата во Бог. Ако не ги отфрлиме сите тие работи, ако не се спротивставиме, ќе не голтнат, ќе не окуват и ќе отпаднеме од верата. Многу е прецизна стратегијата на апостол Петар. Доверете се целосно на Бог и отфрлете го секој сомнеж, секоја клевета на противникот, тргнете ја, за да останете на патот во верата. За да растеме во страдањето, да се довериме на Божите намери. Довербата е клучна во целиот овој текст. Понизувањето значи доверба. Противењето на ѓаволот повторно значи доверба во Бог. И овдека многу јасно веќе е истакната таа доверба. Целосно доверете се дека во тоа страдање Бог има добри намери, да ве усоврши, да ве укрепи и да ве направи непоколебливи. Неколку перспективи поставува овдека апостол Петар. Поставете ги страдањата во правилната временска перспектива. Вели, тие страдања с кои што поминувате се кратки страдања. И тоа треба да ве охрабрува. Колку и да се тешки, се кратки. И колку и долго да траат, пак се кратки. Дури цел живот да траат. Дури да сме и ако се родиме во страдање и целиот живот го поминеме во некој страдање, дури ако умреме, целиот наш живот спореден со вечноста е трошка, е кратко. Затоа апостол Петар ја поставува перспектива. Издржете во страдањата, пораснете во страдањата, укрепете се во страдањата, имајќи во предвид славата или целта за кој што Бог ве повикал. И тоа е втората перспектива. Треба да има во предвид правилната перспектива за целта која Бог има кон нас. Зошто тој не повикал? Ние самите не сме отишле кај Бог. Не сме го избрали ние Бог, Бог нас не избрал. Ние не сме го повикале Бог, Бог нас не повикал. И кога веќе не повикал Бог, тој не повикал за да не мачи, тој не повикал за да се изживува врз нас, тој не повикал за да не смачка во страдања. Тој не повикал со една цел, да ја споделиме Божјата слава во Исус Христос. Да бидеме сонаследници, да ја живееме заедно со Бог вечната слава во Божјото царство. Тоа е Божјата намера за нас. И ако имаме во предвид и веруваме во таа намера, ќе имаме мотивација, ќе бидеме охрабрени во секое кратко испитание да издржиме, за Бог да ја оствари целта во тоа испитание. А која е целта во секое испитание? Целта на Бог е да не усоврши, да не укрепи и да не направи непоколебливи. И тука е
ставена идејата на молитвата, желбата, копнежот, Бог да го направи тоа во нашиот живот, зашто тоа е неговата намера. И тоа е правилната перспектива за самото страдање. Бог има перспектива за целта кон нас. Која е неговата цел за нас? Да ја споделуваме неговата слава. А која е целта за самото страдање? Да не усоврши во животот. И сите овие зборчиња, всушност сите овие 3 зборчиња говорат за едно нешто. Доведување на еден живот во таква состојба во која што нема да има недостатоци. Првото зборче усоврши, токму тоа значи да се променува нешто, да се стигне таква состојба во која веќе нема да му фали нешто и во која повеќе нема што да се прави. Толку станува добро. Истиот тој збор го употребува апостол Петар, го употребува всушност Матеј во Евангелието во случајот со апостол Петар во 4 глава 21 стих, кога ја крпеше мрежата, кога дојде Господ Исус Христос и ги повика да го следат. И зборчето крпење всушност е ово истиот збор. Укрепување. Тој си ја закрепнуваше мрежата. Тоест, мрежата беше скината и бидејќи беше скината не беше функционална. Не можеше да ја користи за намената. Страдањата имаат за цел да ги закрепат дупките во нашиот живот, за да можеме да бидеме употребени за Божјата намера, да бидеме функционални од Бог. Тоа е целта на усовршувањето. Секое страдање не усовршува. Секое страдање пополнува некоја дупка во нашиот живот. Секое страдање става крпка, за да бидеме на крајот без дупки, да бидеме без недостатоци, да бидеме употребени за Божјата намера соодветно, да бидеме садови за света употреба од кои што нема да протекува Божјата слава. Зборчето пак укрепи и направи непоколебливе се синоними, и двата збора. И двата збора значат поставување на некоја добра основа, стабилна основа. Едниот од овие два збора е употребен од Господ Исус Христос во Матеј 7:25 во параболата за двајцата градители. Едниот беше разумен, другиот неразумен. Разумниот човек, и овде дека употребен овој збор, ја изгради куќата на здрава основа, на карпа, на камен. И овде дека употребен истиот збор. И потоа кога дојде бура, издржа куќата, не се сруши. Значи, целта на страдањата, Божјата цел за страдањата е од нас да изгради здрави личности, кои ќе устојуваат на бурите. И кога ќе дојде секоја наредна и пострашна бура, ние ќе останеме тврди во верата. И секоја всушност наредна бура ќе направи подсврсти и постабилни во верата. Тоа е идејата на страдањата. Тоа е целата на страдањата. И мајке опред ова перспектива, вели апостол Петар, употребете ги за вистинската цел. Во страдањата да бидат изградени. И на крајот говори за онаа вистинска Божја благодат, во која треба да стоиме како свети, сите заедно. И вистинската Божја благодат е ставена во самиот поздрав на крајот на посланието. Поздравот е пратен од црквата во Вавилон. Не буквално Вавилон. Очигледно станува збор за Рим. Црквата во Рим, апостол Петар е во Рим. Во тоа време христијаните во Рим се наоѓаат во гонења, во маки. Тие се во екот на Нероновите гонења. Пишува за страдање со кое ќе се соочи црквата во Мала Азија, до кој што пишува. Гледаме христијани од двете страни, и они кои ги испраќаат поздравите, и они кои треба да ги примат поздравите, сите се во еднисти страдања. Кога им вели, кога им пишува овдека во овој текст на читателите, знаете дека сите браќа во светот се ги имаат истите страдања, сака да им каже и ние тука во Рим имаме страдања. Сите имаме исти страдања. И кога имаме сите исти страдања, сите заедно солидарно стоиме во вистинската благодат и се градат специфични односи. Се градат многу подлабоки односи, зашто сите искусуваме исти проблеми. Меѓу нас се гради срдечен однос. И тој срдечен однос го гледаме на крајот во поздравот.
Ајде да кажеме прво за црквата во Вавилон или во Рим. Рим е наречен Вавилон како синоним на сето зло. Има зло во Рим, има гонење. Но и покрај сето тоа, апостол Петар вели, таа црква е избрана заедно со вас. И покрај сето зло, Бог си ја гради црквата. Во центарот на злото, во Вавилон, таа црква успева. И станува сојузник на црквата во Мала Азија, во градењето на Божјото царство, во извршувањето на Божјата кауза за Евангелието. Гледаме дека ништо не може да го спречи Божјиот план. Дури и Вавилон не може да го разруши Божјиот план. Поздравите ги праќа преку Силвана или во други преводи Сила. Таа збор за Сила, истиот оној Сила кој гледаме од делата на апостолите бил добро запознат со страдањата. Тој истиот оној кој со Павле во Филипи беа во окови, во затворот и до толку ги предадоа грижите на Бог што пеа и се веселеа, се радуваа за тоа што се во окови. И тоа што се случи, знаете, семеотресот и поверува стражарот. И овдека во ова послание гледаме дека Сила е човекот кој стои до апостол Петар. Сигурно била голема привилегија, а и голема радост за Петар да има еден таков човек, како Сила, кој знае што е страдање и знае како да се издржи, да се гради карактер во страдање. Вториот поздрав е преку Марко. Истиот оној Марко, кој во средината на страдањата побегна. Знаете, се кавате во првото мисионерско патување. Отиде до Кипар, таму се случија некои непријатни работи и Марко побегна, се врати во Антиохија. И кога дојде време за второто патување, Павле сакаше да го земе. Се рече, овој пак ќе побегне и ќе не остави на цедило. Но 20 години подоцна Марко расте, е човек кој пораснал, маж кој пораснал и може да ги издржи страдањата. И е до толку близок во страдањата, Петар го очекува после известно време и обезглаву, тоа е бесење на крст и потоа и обезглавување, до толку станува близок со Петар, толку верен соработник во страдањата на црквата во Рим, што дури Петар го нарекува мојот син. Се разбира, не биолошки син, во блискиот однос што го изградиле. Другото нешто што на крајот апостол Петар го кажува е поздравот, и тука го гледаме онаа близина. Да се поздрават со свет целив, со свет бакнеш. Типично за културата во тоа време, со што се покажува многу топол и близок однос. Заедно сме во страдањата, се подкрепуваме и во тие страдања заедно растеме. Преку ваквиот поздрав апостол Петар сака да каже сите сме солидарни во овие страдање и сите заедно стоиме во едно нешто многу важно, во вистинската Божја благодат. И повторно ги подсетува на она важна тема во посланието. Вистинската Божја благодат ќе не мотивира, ќе не тера кон свет живот, ќе не води кон живот во светост и праведност. Во Јуда, авторот, апостолот Јуда, во 4 стих говори за оние кои ја превртуваат благодатта Божја во нечистотија. Значи има вистинска Божја благодат, но има и испревртена Божја благодат. Испревртената Божја благодат води кон нечистотија. Тоест се појавиле луѓе кои велат, ние сме спасени по благодат, Бог не љуби, значи можеме да правиме што сакаме. Можеме да правиме секаков греф и Бог ќе ни простува. Вистинската, останете, цврсто стоите во вистинската Божја благодат, во онаа благодат која ќе ве тера да водите свет и праведен живот. Зошто без тоа нема да можеме нити да се спротивставиме на противникот, нема да можеме да растеме во верата и ќе отпаднеме. Ако не стоиме цврсто во вистинската Божја благодат, во оној живот на светост и праведност. Да ги предаваме грижите на Бог целосно. Ние
не знаеме што значи целосно да се предадат грижите на Бог. А не знаеме што значи целосно да се предадат грижите на Бог, зашто не познаваме и не знаеме колку е голем Бог, колку е мудар и колку е добар. Ако го знаевме тоа, сигурно, сегаш кога ќе дојдеше грижата, веднаш ќе ја префрлувавме на Бог. Префрлуваме, но сме како оној човек, оној млад човек или момче кој одело по патот и носило тежок товар, подгрбавен под товарот, и наишол некој со кочија и му понудил да се качи на кочијата, и младиот човек се качил, меѓутоа кочијашот забележал дека се уште го носи на грбот товарот. И му рекол: симне го стави го на кочијата. И овој одговорил: ти беше толку добар кон мене, кога ми понуди да се качам на кочијата, па сега би било од мене арогантно доколку би ги натоварил коните со тоа што товарот би го ставил на кочијата. Па тој и така коните го носат товарот. Ние така правиме многу пати во животот. Ќе го предадеме нашиот товар, нашата грижа на Бог, но пак сакаме некако да си ја носиме. Зошто? Да не му тежи многу на Бог, или пак ние така по-добро ќе се справиме. Целосно да ги предадеме. И само тогаш ќе можеме и вистински да се спротивставиме на противникот. А во сето тоа да ги имаме во предвид правилните перспективи на Бог за нашиот живот. Зошто тој не повикал? Тој не повикал. Не повикал за светост, за неговата светост во Исус Христос. Тоа е за неговата слава во Исус Христос. Во тие страдания Бог изработува луѓе усовршени, стабилни, кои ги издржуваат тешкотиите во животот. И на крајот сето тоа да не води, да не мотивира кон уште попосветен живот во светост и праведност. Да го живееме Словото кое Бог ни го оставил. Да ги живееме заповедите кои Тој ни ги дал. И во тој случај ќе имаме вистински христијански живот, кога ќе растеме и ќе се насладуваме на Божјото општење и ќе искусуваме Божјата слава во целата вечност. Бог да ни даде мудрост да живееме на таков живот и секој страдане што ќе дојде да не направи посилни, посмели, поуверени во Бог. Постабилни, за да можеме така да дадеме пример и на луѓето во светот. И тие да се воскитат на нашиот Бог и да го прослават.